Ниту еден од обвинетите во случајот адитив не се чувствува виновен за злоупотребите направени при набавката на адитив за јаглен во РЕК Битола, РЕК Осломе и ТЕЦ Неготино. Обвинети се 31 физичко лице и 5 правни субјекти, меѓу кои двајцата поранешни директори на ЕСМ, Васко Ковачевски, кој се уште е во бегство и ќе му се суди во отсуство, и неговиот наследник Васко Стефанов. За штетата направена на државниот буџет од над 6 милиони евра, обвинети се поранешните директори на РЕК Битола, Пице Матевски, на ТЕЦ Неготино Нивојша Стојановиќ, поранешниот комерцијален директор на ЕСМ Адријан Муча, како и Данчо Стојановски, пораношен комерцијален директор на ЕСМ, и неговата братучетка Маја Јорданова, собственичка на фирмата Брайн Коде, од која е набавен и самиот адитив по цена 3 пати повисока од пазарната. Според обвинителството, обвинетите преку пререгистрација на фирми и договарање меѓу економски оператори местеле тендери за набавка на адитиви за јаглен. Обвинителите кои го водат случајот тврдат дека поседуваат целни докази со кои велат ќе ја покажат злоупотребата на државниот буџет, но и штетата која е нанесена врз здравјето на граѓаните. Обвинителството располага со голем број на материјални и вербални докази кои што ќе бидат изведени во текот на оваа постапка, и обвинителството е убедено дека ќе докажеме секој еден сегмент кој што стои на товар на обвинетите, и се надеваме дека по изведување на предложените докази судот ќе донесе не само осудителна пресуда, туку и пресуда со кој согласно цитираните членови во воведниот говор ќе се изврши и една конфискација на имотот за кој обвинителството уште пред донесување на наредбата за истражна постапка побара замрзнување на овие имоти, како не би можеле обвинетите да располагаат со истите, а во исто време како државата би била намирена за своето оштетно побарување, кое што, како што и сами слушнавте, се движи во стотици милиони денари штета на државата и на јавниот интерес. Од април 23 до август лани, дел од обвинетите создале група чија цел била да ја изигруваат постапката за набавка на адитив, а за себе да обезбедат висока сума на пари. За да го прикријат движењето на парите, за кои знаеле дека се прибавени со злоупотреба на постапката за јавен повик, дел од обвинетите примале пари, ги пуштале во оптек, извршувале пренос на паричните средства и подикнувале готовина. Следното рочиште е закажано за 26 јуни во дигиталната судница во затворот Идризово. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија.